Ракомет на Македонија е пред новиот европски предизвик. По 9-ти пат учествуваме на Европското првенство, што од денеска до 2 февруари ќе се одржи во Данска, Шведска и Норвешка. Имаме тим кој не го поврзува само дресот, туку и заедничката љубов кон ракометот и Македонија. Веруваме дека нашите ракометари ќе настапат со силна мотивација и максимална посветеност на Европското првенство. Објективно, ракометот е спорт број 1 кој што не само во земјата, тој не застапува надвор во светот, во сите форми и надпреварување Лига шампиони, клубовите, пота Европско, светско првенство, Лига на купови. Така да ракометот навистина е спорт број 1. Јас сум многу горд што тој ракомет израсна и се одржа како еден врвен спорт во Република Македонија, бидејќи важиме за малечка држава со мали можности финансиски, сепак успеавме да се одржиме во овој свет, кој што многу значи за нашите сограѓани. Како беше некогаш да се игра ракомет, а како е денеска? Односно, како беше ракометот во времето на кометот Ѓорче Петров, каков е денес? Вие сепак на Македонија и донесовте еден европски шампион. Да, видите, времењата во сите спортови се менуваат. Се бара поголем физикус, појак, снажен и потврди игри се дефинитивно во моите времењата кога Ѓорче освојуваше титула, имаше исто така такви работи, оштри работи. Меѓутоа денеска тој процес на прифаќање на некои мали фаули е многу посилен. Значи физикусот, физичките припреми на ракометарките се клучниот елемент за тоа како денеска оди овој спорт. Сметам дека и самиот спорт станува многу по-скап, бидејќи се бара луѓе кои што ќе бидат посветени во таа професија. Посветеноста не е само да биде 1-2 пати на тренинг во текот на неделата или 3 пати, туку посветеноста по 2-3 пати на ден да тренира, да вежба во теретани, на терен. Сите тие работи си имаат своја цена. Ние Македонија се уште го земја, немаме таа економска моќ да дигнеме тим и деца кои што ќе ја носат светската слава. Меѓутоа убеден сум дека ако имаме трпение, имаме малци мудрост, како тоа треба да се прави, можеме да стигнеме повисоко. Имаме ли капацитет да ги оствариме целите и желбите на предстојното европско првенство? Јас, ракометарите и стручниот штаб и ракометната федерација со ништо не сакам да оптеретувам сега, бидејќи успеавме да идеме на ова елитно европско првенство. За мене е многу битно што учествуваме. И не смееме да вршиме притисок врз целиот тој и таа федерација и стручен тим уште помалце на ракометарите за тоа што треба да постигнат и што треба да ни донесат. Тие одат таму за да и самите себе се промовираат и да не промовираат нашата татковина. Убеден сум дека ниту еден член, дали на федерација, дали во стручниот совет, дали меѓу играчите, е желен да стигне до највисоко ниво. Затоа велам, дали сме спремни до тој степен да стигне, тоа е друга работа. Тука сепак има стручни лица кои што повеќе ќе кажат. Меѓутоа, да ги бодриме нашите деца, да им дадеме се подршка и оној момент кога не им е добро, да застанеме зад нив. Тоа е мојата порака. Ако се сака, треба да се љуби и кога греши, да не го казнуваме, туку напротив, да го бодриме понатека да продолжи. Успехот е работа на тие деца што играат, дали машки или жени. И многу каква е психолошката подршка од стручниот штаб, па и публиката. Ако осетат дека публиката за еден гест ќе биде кон нив, ќе ги казнува, тоа се одразува и на нивниот понатамошен. Сакам да кажам, тоа е тежок психолошки проблем кој што ние како навивачи и подржувачи не смееме да ги оптеретуваме играчите. Има ли Трифун Костовски некој фаворит, освен нашата репрезентација? Групата, мораме да признаеме дека ни е доста тешка. Групата е тешка, групата, видите вака, чим сте на првенство, европско првенство, па светско првенство, нема слаби и јаки екипи, посебно европското првенство. Е многу силна. Ракометот е многу силен на целиот европски континент, можеби најсилен во светот е. И затоа нема слаб противник. Јас само ги бодрам децата да не го респектираат превише противникот,
да дадат се од она што го знаат и да ги слушаат препораките на селекторот, бидејќи имаме селектор извонреден човек кој што има длабоко искуство играјќи во најсилните клубови во европските лиги и воедно беше еден од најуспешните наши бекови во нашата репрезентација. За Кирил имам поверба во него и умее со играчите да ги воздигне и да им даде една поддршка. Затоа верувам во овој тим. Успехот сам по себе ќе си дојде. Само треба да дадеме верба. Не прифаќам никого. Играм да победам. А кај ќе стигнам, тоа е друга работа. Видите, фаворитите се познати. Меѓутоа, да не смееме да живееме под стегата дека тој е фаворит и ја морам да се повлечам. Не. Излегуваме на терен. 6 минути е надпреварот. 2 полувремења. Денеска судиите се веќе сосема подруг начин на судење имат него пред 10-20 години. Бидејќи ги пратат, има вар, има сите работи во кои што не може судијата да некој работи намести. И затоа тој аспект сметам дека треба на ракометарите да се даде максимална поддршка. И нека идат, нека се борат за титула, да трнат за титула. А кај ќе стигнат, битно да бидеме заедно во тоа елитно ракометно првенство. Да посакаме нашите ракометари да играат храбро и со срце. Им порачуваме, Македонија е со вас. Играјте со срце за Македонија.